Еко случајот со Paper Mill од Кочани се уште не е завршен. Компанијата направи се за да го прочисти воздухот, но сега до грам мора да ја исчисти отпадната вода, која силно ја контаминира и флората и фауната, бараат од Граѓанскиот инспекцијски совет и општина Кочани. Очекувам дека сите соправски субјекти во рамките на нивните преземни обврски, дека ќе ги исполнат тие обврски согласно договорите по, како што реков, со имателите на дозволите и со тоа навистина ќе ја заштитиме нашата животна средина. Сите тие треба да подлежат на строги и организирани контроли, каде што не може само државниот инспекторат за животна средина да постапи, туку и овластените инспектори за животна средина, така што треба навистина да се работи. На втора, и тоа неминовна фаза од еко престројување на Paper Mill инсистираат и од повеќе други невладени организации. Значи, по многу бројни пријави од граѓаните, нашето здружение Green Norga испрати до Државниот инспекторат за животна средина барање, во кое што побарат да се направи увид и да се изврши надзор врз фабриките загадувачи на водите. Изедначените гласови во хорското инсистирање кон Paper Mill кај многумина наведуваат и на тенденциозност во случајов. Дали Paper Mill е единствениот загадувач на средината во Кочани и пошто е интересен овој случај? Во самата дозвола стои погрешна бројка. Наместо според правилникот за гранични вредности за загадување со прашина да стои 50 микрограми на метар кубен, во самата еколошка дозвола стоело 150 микрограма на метар кубен дозволена прашина, значи 3 пати повисока вредност. Ова е интересно прашање и за инспекторите што инспектирале, а не реагирале до пред изминатите години, меѓутоа интересно е и за тие во Министерството за животна средина што издале таква дозвола. На кој начин од компанијата ќе реагираат на повторно актуализираните барања, но и сомнежи за бројките во работната дозвола е нејасно, зашто представниците на компанијата на оваа тема одбиваат да разговараат. Во меѓувреме, компанијата не работи и се бори да ги задржи вработените, но и клиентите кои по 3-месечниот застој бараат други решенија.